Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот ВИС, емисијата Визави или Очи во очи. А вечерва наши ваш гостин е доктор Маџунков, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН при Советот на општина Струмица. Господин Никола Маџунков, добро вечер, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на програмата на канал ВИС. Добро вечер, благодарам на поканата. Чест ми е вечерва да бидам ваш гостин, да учествувам во емисијата и да можеме да разговараме на теми кои што се актуелни во однос на нашата локална самоуправа и нашата. Кои се во интерес на струмичани, има многу работи за кои што секако вие како опозиција имате право да го пренесете вашиот став и вашите размислувања, но и вашите сугестии или пак идеи или предлози во однос на функционирањето на локалната самоуправа. Ако не се лажам, некаде половина година, неполна половина година веќе сте во новиот совет на после локалните избори. Искуство во работата на советот на општината, имате ли соработка со првиот човек Костадин Костадинов, со органите на општината, општинската администрација? Сепак сте вие прв човек на најголемата опозициона советничка група при советот на општина Струмица. Вака, како што бекевме на почетокот на мандатот на овој состав, советничката група на ВМРО ДПМН работи конструктивно, работиме во интерес на граѓаните, се покажуваме како конструктивна опозиција, таму каде што сметаме дека треба да уштитиме интересот на граѓаните, ги поддржуваме сите предлози, таму каде што имаме сомнение, гласаме против. Генерално сметам дека имаме конструктивна работа во однос на Советот, имаме коректен однос и во работата на Советот, и во однос на градоначалникот, и во однос на општинската администрација. Имаме доста предлози, имаме секогаш поддршка за многу предлози од страна на владеачкото мнозинство. Дадовме поддршка за избор на председатели на комисии. Овој состав на нашата советничка група има тројца председатели на комисии во овој состав. Исто така, дадовме поддршка на нешто што е доста актуелно, тоа е велосипедската патека во овие денови. Меѓутоа, имаме и проекти, иницијативи и амандмани на кои што не најдуваме на поддршка кај владеачкото мнозинство. Бевме одбиени за канцеларија, за да бидеме поблиску до граѓаните, канцеларија за комуникација со граѓаните. Исто така, при донесување на буџетот за 2022 година, амандманите ни беа одбиени. Генерално сметам дека имаме коректен однос. Знаеш, дали тоа работиме и како работиме, сепак на крај го кажуваат граѓаните. Затоа нашата советничка група има отворени денови за средба со граѓани во општинскиот комитет секоја сабота во просториите на ВМРО ДПМН и секој граѓанин може да дојде да ги изнесе своите барања, иницијативи, предлози, па дури критики. Рековте дека имате коректен однос и дека сте конструктивна опозиција во советот на општината. Дали до сега сте имале вака тетате средби со првиот човек, еве, кога се носел буџетот? Рековте ви одбиени се неколку ваши предлози. Барате ли објаснување дали тоа беше при носењето на буџетот или пак еве кога можеби ќе се случи повторно ребаланс, па повторно да ги актуализирате овие прашања? Седете ли со првиот човек на општината и барате ли објаснување зошто не се прифати? Генерално, нашите предлози и иницијативи и амандмани ги поднесуваме на Советот. Нормално, во тек на работата на Советот, градоначалникот има своји образложувања зашто тие предлози и амандмани не се прифатени, иако како идеи и предлози, потоа гледам дека се преточуваат во идеи и во реализација. Меѓутоа, главно соработката се однесува во однос на работата во Советот внатре преку седниците. Многу ми ќе ви замера дека опозицијата овде во Струмица е многу мека.
Вака. Или советничката група, Не Евена се Домород да согласувам помане, дека сме дека е мека. Треба да биде посилен коректив на Не се власта. согласувам во однос на тоа, сметам дека имаме коректен однос. До сега искрено немавме и некој основ по кој што може да работиме или некој сериозен проект или иницијатива од страна на градоначалникот и владеачкото мнозинство, така да се трудиме да имаме конструктивна работа во Советот, да поддржуваме предлози кои што се во интерес на граѓаните, иако тие произлегуваат од владеачкото мнозинство и од градоначалникот. Имаме и своји предлози, и своји амандмани, меѓутоа тие се одбиени, така да не би се согласил дека имаме мек пристап, у суштина нашата Може би тоа пак не е видливо, затоа таква... Може и се разбира, не е видливо. Сепак седниците на Советот се не одат преку телевизија и некој јавен медиум. Се прават сега чекори за во таа насока, тоа каналот излеги. Преку YouTube каналите, така да интересот на граѓаните да ги следате малку мал. Да, господин Маџунков, рековте дека сте отворени како општински комитет за сугестии, предлози, средби со струмичани во однос, нели, да дадат своји видување, мислења. Има ли интерес? Реагираат ли струмичани? Бараат ли од вас да бидете со некакви идеи конкретни, да ги преточите и да настапите пред Советот како едно тело каде што се носат одлуки? Доаѓаат ли струмичани кај вас? Вака, да, во однос на средбите со граѓани имаме доста позитивен одговор. Имаме граѓани кои што доаѓаат со проблеми кои што треба да се решат. Неколку од нив предложивме и како амандмани, например предложивме амандман за нова атмосферска канализација на улица Ѓорги Трајков, тоа е реонот блок 12 во Струмица, местото кај што моментално имаме сериозни проблеми со поплавата. Имавме амандман за нова мрежа на улица Мито Хаџи Василев Јасмин. Имавме многу одбиени амандмани за одводните канали во населените места, во Куклиш, Муртино, така да сите тие беа предлози и сугестии од граѓаните, така да сите, ги повикувам сите граѓани кои што сметаат дека имаат некоја потреба, некоја идеја или проблем кој што треба да го решиме преку Советот, слободно да не контактираат, ќе излеземе на сите упресет. Како опозиција, кои се разликите од вашиот настап во Советот, односно, што се разликувате од настапот на владеачкото мнозинство, иако таму партиципира и еден независен? Генерално, во однос на владеачкото мнозинство имаме две точки на разидување. Првата е изборот на приоритетни проекти и второто е времето и квалитетот на изведбата на тие проекти. Приоритетите, изборот на приоритетни проекти го гледам преку мотивот. Дали мотивот е на нечи личен интерес или произлегува од некој политички мотивиран од владеачкото мнозинство, во тој случај мора да се огледаме и да реагираме. Таков беше случајот со донесување на детален урбанистички план во делот блок 12. Да појаснам за гледачите, тоа е делот кај фабриката Герас Цунев и Треска, каде што замислите, моментално со тој детален урбанистички план се предвидуваат 9 нови згради. Ние, како советничка група, немаме ништо против да имаме, да се инвестира, да се гради, сепак е тоа нешто што ја модернизира, ја прави општината да биде богата. Меѓутоа, конкретно за тој блок, моментално со поплавите видовме дека баш тој дел на градот има сериозни проблеми. Значи, канализацијата не е адекватно решена, не е ни предвидена за сегашните куќи кои што таму живеат. Сега, ако на тоа место ние ставиме уште 9 нови згради, ќе предизвикаме уште поголем сообраќајен неред, уште поголеми проблеми со атмосферската канализација, уште поголеми проблеми. Исто така, втора точка на која што се разидуваме во однос на владеачкото мнозинство е времето на изведба на проектите и квалитетот. Например, не можеме некои проекти кои што се во неколку мандати обеќани да не се завршат.
кога ќе се започне еден проект, сметам дека треба да се почитуваат роковите и да се заврши на време. Не може проекти кои се започнати да неколкократно се зголемува буџетот. Таков е пример со каналот на Крушевска република. Неколку пати е обеќано, во неколку мандати е обеќано да ќе биде завршен. До сега немаме ниту една третина завршена од него, а во ситуацијата со поплавите сега видовме дека и доста нефункционален. Значи, заради нефункционалноста на тој канал имавме уште поголеми проблеми со поплавите во долниот дел на градот, околу Младинска и другите улици околу куќите. Така да, сметам дека тие се генерално точки околу кои ще се разидуваме со владачкото мнозинство. Исто така имаме несогласување однос на работата на градоначалникот. Ностоп се обеќаат некои проекти, ностоп гледаме една агресивна Facebook кампања, реално не гледаме некои капитални инвестиции, капитални проекти во градот и во општината. Така. Значи, вие, тоа се разликите барем во вашиот пристап. Но го имате тој инструмент во Советот, да предлагате, да притискате, да давате насоки или едноставно да бидат прифатени. Еве го спомнавте и Урбан блок 12. Навистина не знам докаде е самата постапка околу урбанизацијата, каде што рековте се планира таму 9 стамбени единици. Спомнавте пореот на Крушевска република. Но го имате инструментот како советничка група да предложете не ревизија, но го имате тој инструмент да интервенирате, да барате и како советници да информирате јавноста до каде е степенот ако евентуално локалната власт не сака да соопшти. Значи, истото тоа го правиме. Искрено да ти кажам, ностоп поставуваме советнички прашања, конкретно последната седница советничко прашање до кај е изградбата на каналот Крушевска република. Така да, инструментот, знаете како... Или го немате мнозинството, па некако брзани сте рацете? Нашата работа во Советот се однесува на тоа да даваме предлози, идеи, иницијативи. Сепак владачкото мнозинство го има првиот збор, затоа што секогаш може да не надгласа. Нашите идеи и амандмани не се прифаќаат како идеи и сметам дека тоа е тој модел кој што за сега функционира. Иначе, окажуваме на сите можни слабости, даваме идеи, амандмани, за да можеме работата во Советот да биде колку што може по-конструктивна и да биде во интерес на граѓаните. Господин Маџунков, на што и најмногу забележувате на општина Струмица, на локалната власт во општина Струмица? Вака, на што забележуваме? Сето на што им пречи на граѓаните, нели, предмет на наши интереси, предмет на работа во Советот. Ако зборуваме за забелешки, има многу. Пред се, например, да зборуваме за сообраќајните решенија во градот. Сметаме дека градот мора потхитно да донесе нови сообраќајни решенија за да го средиме сообраќајниот хаос. Сметам дека дупките по улиците и имаше на почеток на мандатот од градоначалникот една Facebook кампања за градежна офанзива, од која што видовме само тековно одржување на улиците, помина зимата, дупките повторно се јавуваат по градот. Значи, не ни треба едно површно одржување на улиците или некое квази асфалтирање. Потребно е сериозни, да имаме приоритетни проекти кои што сериозно ќе се зафатат со реконструкции на улиците. Поплавите сега се најактуелни и укажуваат на потребата дека улиците во градот како прво мора детално и темелно да ги реконструираме. Да реконструираме канализациони цевки, да уведеме нови нивелации, да ги ослободиме тротоарите за пешаците. Имате тротоари кои што се нонстоп зафатени од паркирани возила. На секој тротоар има огромни дрвја кои што не се средени, го зафаќаат пешачкиот премин. И ако на сето тоа сега го ставиме и новата велосипедска патека, ќе направиме уште поголем хаос. Значи, тоа би била една од тие приметби на кои што ние забележуваме. Исто така имаме забелешка во однос на новата населба Карпош. Сметам како една нова населба
која треба да биде модерна, отворена. Не смеме да си дозволиме да имаме таков сообраќаен неред, такви нечисти улици. Имате еден впечаток дека, например, немаме у цела населба, нова населба Карпош, немаме тротоари. Таму живеат многу фамилии со многу деца, а секојдневно децата се движат по улици без да бидат тие обезбедени. Имаме градежни зафати моментално на градежни објекти кои што се необезбедени во однос на пешаците. Други забелешки за кои што би сакал, имаме повеќе. Населените места имаме исто така забелешки, имат проекти кои што се ветени, кои што не се завршени до крај. Например, имаме во Куклиш, имавме амандман поднесено за одводните канали. Исто така домот во Куклиш неколку пати се обеќе никако да биде завршен. Во однос на забелешка, ако дадеме, имаме и однос забелешка на секоја година што имаме се повеќе и повеќе вработување во однос на општинската администрација, во однос на јавните предпријатија. Значи, само да земеме пример за општинската администрација, ако имаме некој европски просек, кој што треба да има околу 50 административци, ние имаме 160. Ние не сме против да има нови вработувања. Меѓутоа сметам дека општинската администрација мора да биде квалитетна, ефикасна и секој што работи таму и да изима поголема плата и да биде стручен во тоа што го работи. Исто така, забелешки би дал во однос на работата во јавните предпријатија. Само во првиот Тоа беше истинното прашање, бидејќи секое јавно локално предпријатие, дали е комуналец, дали е паркиралиште, дали е струмица газ, се огледало на општината. Имате ли забелешки? Ги добивате вие тие периодични, полугодишни извештаи од нивното работење, но кој е вашиот став? Вака, на последната седница имавме финансиски извештаи во однос на работата на јавните предпријатија и сметам дека во првиот квартал од нивното работење од оваа година тие сите покажуваат негативен биланс на работење. Само јавното предпријатие Комуналец има работи во првиот квартал со загуба од некаде околу 25 милиони денари. Имаме разбирање дека моментално и државата и светот се наоѓа во секаков вид на криза и енергетска и секаква, меѓутоа кога ќе ги споредиме математиките со без разлика на кризата и поскапувањето на струјата, пак имаме некаде околу 10-15 милиони негативен биланс кој што се одразува на неадекватно менеджирање. Замисли само, например, јавното предпријатие Комуналец да беше приватна фирма. 10 пати до сега ќе беше затворена. Значи, мораме да пристапиме кон работата во јавните предпријатија малку по-домакински, да имаме по-добар менеджмент во однос на менеджирање во криза. Знаеме дека во кризна ситуација и државата и светот, меѓутоа мораме менеджирањето и работата на тие јавни предпријатија да ги адаптираме на кризни времиња. Рековте доста забелешки, спомнавте во што би сакале да го упатите на адреса на општината. Можеби ќе кажат релативно временски период, 6 месеци од ова локална власт, но според вас, можеби тоа прашање, кои се вашите приоритети? Според вас, на што треба да се даде приоритет сега во моментов во реализацијата на оние годишни програми од страна на општината? Што е она приоритетно или пак секако може да кажете и од вашата програма, но што сметате дека на Струмица во моментов и треба да се стави ред, треба да се стави контрола, да се реализира одреден проект? Вака, кога зборуваме за приоритети, најактуелно е да почнеме од тоа дека Струмица не треба да се поплавува. Значи, треба да започнеме со проекти кои ќе ни бидат приоритет, а тоа се реконструкција на сите битни улици во Струмица. Не е само да градиме објекти, инвестиција во згради, редно е да почнеме да правиме темелна реконструкција на улиците. Тоа подразбира
нова атмосферска канализација, нови одводи, нивелација, правилно и прописно проектирани тротоари за пешаците кои ќе бидат безбедни и само така на такви проектирани улици ќе можеме да ставиме велосипедска патека. Иначе замисли сега во улици кои што се поплавуваат да ставиме велосипедска патека, со првиот дожд ќе имаме поплава, таа велосипедска патека нема да остане ништо. Други приоритетни проекти за кои што би зборувале, на Струмица потхитно е потребен отворен пазар. Исто така сметам дека на Струмица и се потребни нови, помодерни начини на одржувањето на хигиената во градот. Имавме неколку амандмани во однос на помодерни контењери. Знаеш, првата слика кога влегуваме во градот е тоа што на секој тротоар имаме контењери. Првата слика кај новиот детски парк што е направен, тој е убав, го поздравувам целиот проект, меѓутоа пред него стојат контењери и ја рушат целата слика на тој детски парк. Кога зборуваме за децата, сметам дека треба да имаме повеќе содржини за децата. Ќе поздравувам новите детски игралишта, новите детски паркови, меѓутоа сметам дека имаме стари паркови, стари игралишта кои што со подомаќинско работење и со помалку средства можеме да ги одржаваме. Не само да направиме еден проект, потребно и старото да го одржаваме, да го реконструираме и да биде функционално. И најважно, сметам дека треба да почнеме да размислуваме на проекти кои што ќе го одржат стандардот на граѓаните и на жителите и проекти кои што ќе спречат да има иселување на млади од општината, од градот и од Македонија. Алудирате на економски развој и благосостојба, барем овде во Струмица. Баџунгов, не го слушнав вашето мислење пред да преминеме на следното прашање. Имате ли став во однос на идејата за деталниот урбанистички план кој што се спрема за централното градско подрачје, каде што паралелно меѓу другото се планира и музеј на плоштадот? Никако не го слушнавме ставот на ВМРО да помене по ова прашање, дел поделени, дел се за, дел против, но ова ќе дојде и пред вас како. Точно. Значи, ние како сериозна политичка партија ќе почекаме официјалниот предлог, ќе го разгледаме нормално комисиски, ќе побараме и стручни мислења и ќе донесеме официјален став. Меѓутоа, сметам дека деталниот урбанистички план за блок 1, тоа е централното градско подрачје, плоштадот, како што е предвидено, колку што знам, таму се предвидува музеј. Пак ќе речем, немаме ништо против да се гради. Меѓутоа, да се стави музеј кој што ќе биде на плоштадот, сметам дека тоа само ќе го затвори плоштадот. И најбитно, да се стави музеј пред Струмичката гимназија, кој што е символ на градот, сметам дека не е коректно и не е убаво. Целиот тој простор ќе се затвори. Друга страна, во детален урбанистички план се предвидува и деловен објект меѓу Стопанска банка и Стоковна. И Стоковна. Сметам, пак ќе кажам, убаво е да се тој простор искористи, да се урбанизира, да се направи зграда. Меѓутоа да направиме зграда од 6-7 ката во тој дел, а немаме сообраќајно решение и тоа да биде деловен објект во кој што секојдневно треба да циркулираат околу 50 до 100 возила само за да одат луѓето на работа, сметам ќе направиме уште поголем сообраќајен хаос. Може да се изгради објект да биде на 1-2 ката или таму да се смести еден музеј кој што ќе биде за карнавалот, кој што исто така символ за градот. Меѓутоа, сметам дека плоштадот треба да стане отворен, да биде место за јавни случувања, место каде што децата и најмладите слободно ќе играат. Ние сме имавме таков амандман за поголемо оплеменување на тој простор со повеќе зеленила, меѓутоа сметам дека треба да биде отворен јавен простор за граѓаните слободно да дишат. Често пати го слушам тој збор сообраќај хаос. Имате ли идеја како тоа да се реши, бидејќи Струмица навистина представува проблем веќе и со движењето и со паркирањето во централното градско подрачје? Реков, го имате инструментот, можете да предложите некаква идеја. Како би идеја како да се реши тој проблем? Дали имаме доволно паркинг простори или пак имаме па не се користи тој паркинг простор од нашите навики да избегнеме да не плаќаме?
Ваше видување, бидејќи го слушам во 2-3 Да, наврати во однос на сообраќајот. Сообраќајното решение во градот е еден од најевтините начини за да можеме да ставиме некој ред во градот. Значи потребни се повеќе паркинг места во однос на паркинг гаражи. Тие што ги имаме, мора да ги натераме граѓаните да ги користат. За да ги користат, мораме да ги намалиме нели и цените. Мораме да ги одвикнеме граѓаните од тоа дека тротоарите не се место за паркирање на возилата. Имаме исто така многу улици во кои што сообраќајот е или двосмерен или едносмерен, значи со многу лесни, изводливи сообраќајни решенија за кои што имаме многу стручни лица, можеме да направиме градот да функционира безпрекорно. Да. Подоаѓате од ВМРО ДПМН политичка партија која што на 18 јуни, ако не се лажам, организира еден голем протест. Како оценувате политичката состојба малку на крајот да видиме и она националната слика? ВМРО ДПМН постојано критикува дека ова власт не го мисли најдоброто за граѓаните. Последното е тоа што Мицевски вчера соопшти дека не е прифатен тој предлог за намалување на ДДВ-то, за горивата, за прехранбените артикли со кои што не се зголемија цените. Но како оценувате политичката состојба? Може ли да имаме вистински правец наскоро Македонија да биде онамо каде што сите спосекуваме? Вака, ситуацијата во државата може да ја оцениме како сериозно критична. Со сите поскапувања и со новите ценовни шокови, сметам дека сериозно имаме проблем во државата. Стопанството ни е пред колапс, имаме проблеми во земјоделието, имаме проблеми од секаков вид. Државата постојано е во задолжување, така да што сметам дека ние во суштина не правиме нешто за државата да ни оди напред, немаме прогрес, туку станува збор само за преживување. Сметам дека Струмичкиот регион е регион кој што е доста инфраструктурно добар регион кој што има голем капацитет за прво за соларна енергија, е земјоделски регион кој што е битен за во услови кога имаме проблеми со светско ниво со цените на храната. Така да, ако ние во суштина најдеме некој модел на функционирање во Струмичкиот регион во услови на криза, тоа ќе биде една основа за функционирање во криза и излез од кризата во цела држава наша. Така да, прво, за сето тоа мора да го прифатиме, да го видиме и јавно да го кажеме. Затоа е тој митинг на 18 јуни во Скопје, затоа што ВМРО ДПМН организира митинг кој што под мотото премногу е, тоа е митинг за промени, позитивни промени кои што треба да се случат во Македонија и да кажеме дека стварно е премногу, ако некој не може ова држава да ја излече од криза или да се справи во кризни моменти, тогаш место треба да го отстапи на некој што може. Добро, сметате ли дека актуелната власт, мислам дека ова е 5-та година, не се лажам, предводена од СДС, во изминатите 5 години доволно инвестираше во овој Струмички регион или во Југоистокот? Сметам дека не е доволно. Како национална, како влада кој што своите средства ги насочува, дел од средствата ги насочува во овој регион или е запоставен, не знам, ваша констатација, што ќе каже ВМРО ДПМН на... Во однос на инвестициите во еден регион можеме да зборуваме тогаш кога ќе имаме повисок стандард на граѓаните. Не можеме да зборуваме за дали е инвестирано или не е инвестирано, а стандардот на граѓаните е нисок. Сметам дека и тоа што е инвестирано секој треба. Секоја влада која ќе дојде треба што повеќе да се труди да инвестира. Сметам дека до сега не е доволно инвестирано во овие 5 години и сметам дека можеме многу повеќе да направиме во однос на нашиот регион, затоа што стварно имаме богат регион кој што е инфраструктурно добар, тоа е земјоделски крај како што напоменав има огромен капацитет за производство на соларна енергија во услови на енергетска криза.
така да сметам дека потребно е сериозна инвестиција во овој регион. Како советничка група, за крај само, ќе инсистирате, ќе притискате ли пред локалната самоуправа да бидат прифатени поголем дел од вашите проекти и програми, кои што дали вие сте ги поставили или пак доаѓаат од граѓаните да бидат дел усвоени, бидејќи најверојатно еднаш донесени програми со ребаланс на буџетот се менуваат. Така да, дали останувате на тоа тежиште да бидат инкорпорирани гласовите на граѓаните, односно нивните идеи во проекти кои што треба да ги реализира Нашата советничка група и ВМРО-ДПМН како партија очекува од секој граѓанин, секој што има идеја, предлог или некој проект, слободно да ни се обрати. Ние ќе се потрудиме во работата во советот да го издействуваме и да можеме тој проект да го усвоиме. Дали ќе бидат усвоени нашите предлози и амандмани, наше е да ги предлагаме, нашето е да го соопштиме, да им посочуваме на граѓаните кои се нашите проекти. Дали ќе бидат освоени, то зависи од владеачкото мнозинство и нивниот пристап. Добро, се надеваме дека во повторно ќе бидете гостин во програмата на Канал ВИС, сепак да го слушнеме нели мислењата и ставовите на опозиционата ВМРО-ДПМН овде во Струмица на локално ниво. Господин Маџунков, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата на Канал ВИС и ви посакувам многу успех во работата во Советот и едноставно да ги решавате проблемите на струмичани на заедницата кои што секако ги имаат и ги пројавуваат кај вас како политичка партија. Ви благодарам многу. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминатите минути очи во очи со доктор Никола Маџунков, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН при Советот на општина Струмица. Секој добро.